Благодарам, председателе. Со оглед на тоа што веќе мина 24 часот, ќе бидам многу краток. Конкретно за што станува збор. Идејата е окей. Не се изработени планови за стопанисување со ловните стопанства и едноставно концесионерите нема како до година да работат во тие ловни ловишта. Сега проблемот настана од тоа што не сака едноставно власта да ја слушне науката, не сака да ја слушне нити стручната јавност. Овој закон одеше во редовна постапка и наеднаш денес се стави по скратена постапка истиот текст и не ставивте само во една многу незгодна ситуација, неспремни да не можеме да поднесеме амандмани и нашата добра желба да помогнеме во трите члена кои ги содржи овој закон ни ускратено. Имено, со законот се предлага онамо каде што нема планови, а тоа се 181 ловиште, да се продолжи концесијата за една година со закон. Тоа воопшто не е добро. Прво, плановите не се донесени затоа што немаше пребројување на дивечот, а прашањето е како ќе се донесат анексите, повторно немаме пребројување на дивечот. И тоа е можеби помал проблем сте решиле, ќе го донесете законот во интерес на ловците. Меѓутоа, од правен аспект, во законот стои во случај на настапување на околности кои невозможуваат спроведување на договор за концесии, спречување на околности за донесување на концесии нема. Проблемот е друго, не се донесени плановите. Вака формулирана одлуката, вака формулиран член, само ги ставате во многу незгодна ситуација сите што ќе потпишат. Се јавив за збор да ги информирам сите мои пријатели од шумарството, од ловството, кои ќе стават потпис на вакво решение, стават потпис на криминал. Нема основ да се продолжат концесиите. Концесиите истекуваат до нова година. Дел од концесиите истечени. Сега, кога немате основ, прашањето е како ќе ги продолжите тие концесии. Едноставно, власта сака да воведе самоволие и сака некој да намести да потпишува нешто што е незаконски. Уште еднаш, ова треба да се преработи, меѓутоа, вие си знаете, мнозинство сте, може да донесете што сакате. Благодарам.